Александар Матовски, познат како Цако, студирав на Педагогскиот факултет, работам во град Скопје. Меѓу младите со попреченост во Северна Македонија, Цако е исклучок, бидејќи не секој ја има истата поддршка или можност. Образованието е битно нели алкаво едно опседство, така и кај мене е битна алка. Фамилијата ми помага со тоа што ми дава поддршка да се пробам во повеќе нели сектори во самото образование, но и повеќе од тоа, ја имав и меѓународна меѓународен не настани повеќе, каде да се учествувал, да на Erasmus Plus и Иако правната рамка во Северна Македонија е развиена со цел и намера целосно да се усогласи со Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, сепак секојдневната состојба со која се соочуваат младите со попреченост е различна, поради недостапноста до образовните институции. Ситуацијата е уште посложена во случај кога попреченоста се вкрстува со други елементи, како што е етничката припадност, важна основа за дискриминација во контекстот на земјата, што резултира со дополнителни ограничувања за младите со попреченост од различни етникуми. Што може да се направи? И нашата држава треба да пристапи веќе кон конкретно системско и структурно реформирање и рехабилитирање на образовниот процес кон заедницата со хендикеп, но и кон заедницата без хендикеп, каде што ќе се направат структурни реформи почнувајќи од Педагошкиот факултет, каде прашањето на заедницата со хендикеп ќе биде вградено како дел од разноликоста на човештвото, ќе биде дел од мултикултурализмот кон кој што во последно време многу се зборува, меѓутоа истото не го вклучува и прашањето, историјата и значењето на хендикепот како можеби една основа и за развој на човековата цивилизација. Се треба да се адаптираат програмите врз основа на попреченоста, бидејќи знаеме дека има од поддршки до лесни случаеви на попреченоста, а така може да се има за секоја активност и план, каде што ќе функционираат во самите училишта, во самите невладини, бејќи невладините дават еден поинаков аспект во образованието. Темата е обработена во истражувањето "Младите на маргините, правото на образование за младите со попреченост во Северна Македонија", подготвено во рамки на проектот Youth Advocating in the European Union од Civil Rights Defenders. Наодите од истражувањето покажаа дека потребни се дополнителни реформи во образованието, особено во областа на пристапноста, образовните и личните асистенти, но и прилагодените образовни материјали. За сите овие реформи потребна е политичка волја и институционални напори.